во нашата убава земја се разбира постојат многу убави места во природа каде што може да уживаме и она на кое што треба да помислиме меѓу другото е како и на кој начин да се заштитиме од инсектите кои што си го живеат при тоа својот живот, но може и да имаме и каснување или убоди од инсекти кои треба да ги препознаеме доколку не успееме да се заштитиме, треба да ги препознаеме. Некои од нив може локално да појават реакција, некои од нив може да дадат и посериозна реакција и затоа е добро да се консултираме со доктор. Но за да се едуцираме навремено, за да можеме и да видиме на кој начин би можеле тоа да го превенираме, доколку постои или одреден тип и вид на превенција, денеска ќе позборуваме во нашето студио за тоа како и на кој начин да се заштитиме, да превенираме или во случај да третираме убоди од разни инсекти во пролет. Меѓу другото, акцентот го ставаме и на крлежите. Започнува сезоната на крлежи. Сега експанзија. Да, за крлежите навистина ќе треба да нели и се заштитиме и да ги препознаеме и се разбира доколку имаме некаков убод од крлеж, тогаш на кој начин ќе треба тоа да се третира. Ќе се потсетиме на ова со доктор Маргарита Јовеска-Крстевска, дерматовенеролог од дерматологија доктор Маргарита, вашата ординација во Прилеп. Вие ни доаѓате од Прилеп. Утрово ви благодариме што сте заедно со нас во утринска неделя. Ви фативте покана. Ви благодарам за поканата пред се. Да, убаво утро, убав ден на сите гледачи на Телма телевизија, вас во студиото и до пошироката јавност. Најавата беше одлична. Значи точно се зголемуваат температурите, пролет иде, инсектите се еден така да речам убав дел од природата ја освежуваат, ама да. Знаат да бидат мала закана, но во некои ситуации знаат да бидат сериозна закана. Реакциите кои што можат да ги предизвикаат, можат да бидат од локални, како што кажа Ивана, и тие не се нешто значајни. И добро е и благодарение на тоа што поголемиот број од убодите се со локална природа. Значи, најчесто тоа се некој црвенило, пропратено со јадеш и со некогаш и болка, меѓутоа постои мала превенција, ставање на мраз на местото на убодот, некоја облога така, ладна облога, па ставање на антихистамински или кортикостероиден крем и тоа заминува за ден до два. Меѓутоа, во некои ситуации реакциите можат да бидат и системски. Значи, тогаш дури може да бидат и загрозувачки по животот на луѓето, затоа што во нашата природа многу често се присутни пчелките, осите, страшленот, комарецот, кои што не само што пренесуваат хронични заболувања, туку можат да направат и моментални, брзи алергиски реакции кои што се од тежок тип, како што е анафилактичната реакција и дури да заврши смрт. Општо мислам дека познато е на јавноста дека страшленот е сериозна закана по здравјето и голем процент од луѓето кои што се каснат завршуваат со смрт. Зошто е тоа така? Затоа што при убодот овие инсекти, особено пчелата, осата и страшленот, внесуваат хемиски активни супстанции. Тоа се невротропни супстанции и супстанции кои што се токсични за организмот и играат улога на алерген. Меѓутоа, при првото каснување, најчесто не се случува ништо, него се добива некоја лесна алергиска реакција. Но кај некои пациенти, кај кои што тоа го дозволува имуниот систем, доаѓа до создавање на антитела кои што демнат во организмот. И при наредно каснување, тогаш имаме сериозен проблем. Значи, настанала сензибилизација, тоа значи дека организмот создал антитела и при наредниот убод настанува и на толку бурна алергиска реакција, да, која што може да дојде со анафилакса. Анафилаксата знае и како да заврши со смрт. Значи, сакате да кажете дека практично од првиот убод телото се подготвува за таа полоша закана, да речеме, која што се случува. И затоа она што мислам, зошто е емисијата, сметам дека треба да знаат пациентите дека убаво е после првиот убод да видат како ќе се однесува нивниот организам. Дури некогаш ако била и при првиот убод побурна реакцијата, треба да се јават на лекар за да испитаат дали се алергични на пчела, оса или на страшлен. Ако веќе тоа го направат, тогаш тие се заштитиле. Зошто? Затоа што се едуцираат дека секогаш во себе треба да носат пенкала кои што се за еднократна употреба, тоа се апликатори. Тоа е епипенот или адреналинот. И едноставно за употреба? Многу едноставно, значи може да се аплицира преку облека, во кој било дел од кожата, над коленица, над лактица, не е битно, но битно е да се стави се со цел да се одржат виталните функции се до првата болничка установа. И затоа викаме дека да, инсектите се прекрасен украс на природата, меѓутоа знаат да бидат сериозно опасни.
Овие витални функции наглопаѓаат, ако веќе станува збор за таква анафилактична реакција, а токму оваа заштита која што треба да имаат кај себе, може да му го продолжи животот на пациентите. Треба да ги распознаваме некогаш убодите. Например, пчелата прави еден многу интересен убод. Сите тие имаат иглички, пчелата и осата и страшленот. Меѓутоа, пчелката кога касни, таа ја остава игличката на местото. Затоа и таа умира. И умира, тоа е тажната приказна. Ете, за пчелките. Затоа што истура и дел од својата утроба. Значи, од абдоминалните органи остануваат тука, таа ја умира и најчесто потоа ја препознаваме бидејќи игличката останува на местото. Каде е грешката на пациентите? Знаете, кога нешто ќе не касни, инстинктивно почнуваме да тријаме, да чешаме, малце да паничиме и така натаму. Меѓутоа не. Треба убаво да се погледни раничката, ако се види дека постои игличка, внимателно да се отстрани во целост. Ако не ја отстраните, ако остане дел од игличката внатре, тогаш телото ја третира како странно тело и настанува гранулом на местото. И тој бара повторна медицинска интервенција. А за разлика од пчелката, паосата има сосема друга природа. Таа не ја остава игличката, значи боцка, дури често пати знае да направи неколку убоди на местото, меѓутоа убодите се силни. И кога ќе видите дека е празно местото, веќе знаете дека е оса. За страшленот да не зборуваме, убодот е сериозно болен и тогаш веќе паниката настанува, многу брзо паѓаат виталните функции и тука треба да бидеме многу предострожни. Вие споменавте антифилаксата, едно друго, меѓутоа како да ги препознаеме симптомите дека телото некако ќе ни биде подготвена и ќе биде сериозна закана доколку се случи вториот убод, доктор Маргарита. Дали може ли по нешто да препознаеме? Првото нешто што се појавува е интензивен јадеж. Значи тахикардија, срцебиење, интензивен јадеж и веднаш ќе приметат пациентите дека почнува телото да им се исипува. Тоа значи една многу брза и лесна трансмисија на токсичната супстанца или на алергенот внатре во организмот. И тогаш е таа заштита што треба веднаш да се стави. Веќе кога ќе почнат да се појавуваат отоци во пределот на очите, устата, носот, фарингсот, ларингсот, веќе мислам дека малце и сни закасниле. Многу е битно да се стаса навреме во добра установа каде што може да се превенира и да се спаси животот на пациентите. Тоа е тоа. Значи, добиваат некој непријатен јадеж кој најчесто е околу ушите и главата. Бучење малце во ушите и тахикардија, тоа се првите симптоми. Од само еден убод. Тоа сакав да кажам, бидејќи на почетокот Ивана кога најави знаат да бидат лесна опасност, не, знаат да бидат тешка опасност и за жал јас еднаш спомнав во нашето дерматолошко здружение дека ние имаме кампањи за заштита од ултравиолетови зраци со цел да го превенираме меланомот. Меѓутоа немаме кампања за заштита од инсекти, за превенирање токму на овие појави кои што можат да се јават во природата, но се надевам дека во иднина да ќе направиме такви кампањи, бидејќи таквите кампањи подигнуваат свеста кај населението. Затоа колку може да биде сериозен убодот. На тие кампањи имаме намалување на процентот на луѓе кои што имаат меланом. Па се надевам дека ако би имало такви кампањи би се заштитиле пациентите многу полесно од вакви затоа што е сериозно честа појава. Па да, знај, благодарение реков дека поголемиот процент завршуваат лесно, но има дел кој што навистина знаат да завршат многу и фатално, да, фатално. Она кое што исто во однос на превенцијата можеме да го споменеме, јас не знам дали постои нека статистика за тоа, ако вака можеме да кажеме лајачки, дали поголема е веројатноста и во пракса веројатно да не касне пчела и оса отколку стршлен, во кои услови и како тоа најчесто може да се случи, особено за оние кои што се алергични и се веројатно и многу попредпазливи, превенцијата спаѓа и во тоа да не се движат на места каде што има такви инсекти. Добро, таму каде што е многу влажно, каде што имаме грмушки и лиснати дрвја, меѓутоа и влага,
тогаш тршлените и како може да се најдат во нашите планини, а пчелките и осите ги имаме сите. Дури знаете, сите и по нашите дворови сега расцветуваат дрвцата. Дека тршлените многу поретко ги има во градска средина, барем некако. Да. Така имам чувство. Дефинитивно, да. Тие се повеќе присутни така малце во запуштени, да речам, планински предени, по рурални средини, но сепак во Македонија се присутни и треба да знаеме да се заштитиме. Сега кога зборуваме за превенцијата, како општо да се заштитиме, не ако имаме анафилакса, не ако имаме веќе настанат убод, што е битно да знаеме кога одиме во природа. Значи не смеат да се користат дезодоранси, парфеми, телото треба да биде чисто. Бидејќи привлекуваат, така. Да. Треба да се носат светли, неутрални бои. Понатаму мора да носиме кошулки, пантоломи со долги ракави, мора да носиме обувки затворени, мора да носиме капа, шешир, да речам, се со цел да намалиме фотоекспонирани делови. Значи делови кои што ќе бидат изложени да ги бидат изложени на надворешната средина. И згора на сето нашата кожа треба да биде премачкана со репелентни супстанции. Која е улогата на репелентите? Тие имаат двојна улога. Од една страна го отежнуваат убодот, значи не му дозволуваат лесно да навлезат во кожата, а од друга страна пак имаат некоја миризба која што за нас луѓето некогаш е и пријатна, но одбивно делува кај инсектите и бегаат од нас. Ако се придржуваме на тоа, сметам дека па да не речам 90%. Веќе се заштитиле. Како за комарците, во екот на летото. Би сакал да ве прашам, бидејќи како што кажавме по топлите периоди во текот на годината, нели алергијата од убод на инсекти е едно од најчестите, меѓутоа најдов доктор Маргарита, според некои податоци вели на Хрватскиот институт за јавно здравје, во изминативе 5 години 8 лица, најчесто биле сите мажи, вели починале во Хрватска како резултат на контакт со стршлени, оси и пчели. Од вашето, рековте, 2 децени со веќе сега и работени, имате доста пациенти, наши сограѓани кои што сте се обиделе да превенирате заеднички. Имало состојби кај што сериозна била веќе? Да, значи јас имав, Значи тие што се алергични. Имам пациент кој што почина од убод на од убод на стршлен. Тоа знаете и треба да се внимава, пошто рековме дека во руралните области повеќе го има, во градската средина помалку, но еве да кажам, при чистење на стара шупа или каде што имало некаде осило од стршлен, значи при туркање на тој објект беше каснат и дури стаса до болничка установа заврши летално. Што значи дека ги имаме, за жал ги имаме. Она што е жално повторно за во нашата држава, што немаме добри статистики. Значи, верувајте дека немаме евидентирани бројки и за посериозни заболувања. Немаме, зошто е тоа така, не знам, меѓутоа убаво и да се знае колкав е процентот. Како не вие сега посведочите пред јавноста дека сте имале во своето децениско работење? Дефинитивно. Не е дека многу ретко се случува, не е ни дека многу често се случува, но дека го имаме и тоа како. Дали го споменате пенкалото, во тој момент кога не касно е стршлен, како да се заштитиме, а при тоа пат имаме контакт со него. Веднаш да реагираме? Не може. Првиот пат кога при прв убод веќе не можете вие да добијате толку силна анафилактична реакција. Тоа е толку ретко за организмот веќе генетски да ги има наследено тие антитела во организмот. Значи практично во пракса и медицински скоро невозможно е тоа. Значи мора вие да го спремите организмот да создаде војска внатре која што ќе биде секогаш надемнета. Така која ќе влезе како аларм. Која ќе влезе алергенот, тие толку се впуштаат силно на него, настанува една толку бурна имуна реакција со ослободување на многу големо количество на хистамин кој што ги прави сите витални функции даун. Значи ги турка. Имаме намалување на крвен притисок, имаме брадикардија, намалување на срцевата работа, покрај исипот, да речем, и отоците кои што знаат веќе и да ги зачепат дишните патишта и да го оневозможат дишењето. И претпоставам дека фаталното сценарио би било задушување? Па да.
Задушување, шокова состојба, имаме периферна вазодилатација, па бега крвта во периферните делови, затоа кога ќе ги видите се румени, кога се румени треба малце да внимавате. Значи тоа е веројатно сериозен. сепак треба да кажеме дека не секој каснување од страшлен води кон фатален исход. Рековме само доколку тоа го доволи имуната структура на за среќа зависи од имунолошкиот одговор на самиот организам. Унако е исто, ако за превенцијата го завршивме тој дел и како и колку може и колку е до нас да се заштитиме, ако се случи, се случува убот од било каков инсект, ги споменавме усите, пчелите, при тоа тука е и стршленот, се случува и сега кај оние кои што немаат подополнителни компликации или не се алергични, убодот од оса и од пчела за извесен период ќе помине, малку чеша. Кога чешате малку боли, али не е нешто страшно, за 2-3 дена веќе немате ништо на местото. Но третман од страна на доктор треба кај оние кои што се појавува малку посериозна реакција. Како изгледа тука тој третман и што е најважно и верувам ќе биде корисно за гледачите, кога е време да се побара лекарска помош? Значи, што е она кое што ни знаете, алергиските реакции можат да бидат лесни, можат да бидат средно тешки или да бидат тешки како анафилаксата. Кога се лесни е добро, се оди со системски, тоа е давање преку уста на антихистаминик, локално ако имаме исип, најчесто ја користиме течната пудра или некој антихистамински крем и тоа е во ред. Кај средно веќе тешките одиме со кортикостероидна терапија која се дава системски, може да трае подолг временски период, првите денови даваме дури инекционо со цел да ја постигнеме дозата да биде соодветна за пациентот за да ги санираме сите тие последици, антихистаминокот задолжително, пиење на многу течно со цел да може хистаминот да се излачува преку организмот, давање на антихистамински кортикостероидни кремови и тоа е окей. Меѓутоа, кај анафилаксата веќе имаме протокол за анафилактичен шок. Се дава адреналин, се дава кортикостероиди, обавезно антихистаминици и обавезно кислородна подршка доколку е тоа потребно. Пред да преидеме, веројатно можеби на крлежите и веројатно најчестата тема која што сакаме да ја слушаме и сакаме да избегнеме најчеста. Особено веднаш ја поврзуваме со лајмската болест, лишменијата. Би прашал само, бидејќи од времето се сеќавам кога одев на сред село, што се вели, знаев од често од постарите да слушам за оние напорни тафтабити, оние исто така чести појави на убоди, меѓутоа да ги ајде да направиме дистинкција помеѓу убодите на овие инсекти со вошките и болвите кои што полесно се третираат можеби. Вошките и болвите, значи тие имаат некој слаб токсин, кој што прави само чешање, не се нешто живото загрозувачки, не се опасни. Да, ги имаме за жал се уште. Здодевно знаат. Здодевни се, знаат тешко да се тргнат, кога ќе најдат убаво место, знаат тука добро да се добар домајкин да се населат. Имаше дури ние кога бевме деца, јас имав другарка каде и да појдевме, таа добиваше вошки. Ете, гледате, некогаш и пека вредноста на кожата е многу битна. Значи ние спиевме во искревет, добиваше, јас не. Зошто најверојатно пеха вредноста на кожата тука игра улога, колку е убава, удобна, тенка кожичката, колку може да се снајде. Меѓутоа, знаете, тие се паразити кои што немаат некое големо здравствено значење. Битно е само да ги истребите од организмот. И ништо повеќе. И ништо повеќе. Исто се однесува за тафтабитите, можеби? Па исто. Само тие прават малце, убодот му е поинтензивен во споредба од болвата, знаат малце подолго време да траат, поголеми се тој прстен или не прстен, уствари црвен јазол кој што се појавува да биде димензионо малце поголем, али не заслужуваат некое поголемо внимание. Знаете, она изрекана, досаден си како тафтабита. Да, именно. Сакам да прашам уште нешто пред за крлежите. Се сеќавам на еден мој престој во Охрид пред неколку години. Се сеќавам дека утрото станав и почнав да се чешам и ми рекоа дека веројатно постои некаква состојба во душекот и така натаму. И тоа се чести можеби болби кои што се наоѓаат можеби на нашите душеци и постелнини. И како. И тоа да ви кажам, еве дека цел ден, доктор Маргарита, има проблем. Да, јас скроз ве верувам. Скроз ве верувам. Значи, еве да кажам еден случај. Имав пациенти кои што беа на одмор во Шпанија и си дојдоа, значи сите беа искасани. Тоа е одмор кој што бара многу финанси и така натаму. Значи, најверојатно во јогите каде што спиеле, имало некој од тие тафтабитки, па убаво така ги средил. Меѓутоа, пак ќе речам,
се е во ред додека не се прави сериозно загрозување на здравјето на човекот. Другото е сето минливо, не е проблем. Рековме дека сезоната на кралежи почнува, време е да се подсетиме, иако овој период е период во кој што зборуваме и се подсетуваме на кој начин можеме да се заштитиме, каде најчесто знаеме дека тоа е во природата или во прошетка во природа, обично на повистоките треви или во погуста шума, грмушести предели, точно. Да, каде што може да ги имаме или да налетаме на некој крлеж и сега тука се неколку работи важни. Првенствено ајде ќе почнеме од самата заштита. Како што почнавме или за другите инсекти во однос на превенцијата. Каква би била или како изгледа превенцијата кога зборуваме за крлеж? Јас би почнала малце само да кажам неколку карактеристики за крлежот. Да, тој бара грмушести, тревести делови таму каде што има вегетација, бара влага, се храни, знаете, сите со крв, без разлика дали е животинска или пак е човечка, и тука е најголемиот проблем. Зошто? Затоа што кога претходно бил на некој животинче и истото животинче било заразено со нешто, потоа се префрла како домаќин го зема човекот, проблемот е што ја пренесува болеста од животинчето на човекот. А како знаеме дека бил претходно на животинче? Само ако ни се јават промени нас. Никако не можеме да знаеме. Никако не можеме дали крлежот бил. Меѓутоа ќе ви кажам за конкретно за лајмската болест, но пред да дојдам до тоа, тие се едни толку наивни животинчиња со 3-4 милиметри, женката, мажи ако те нешто поголем се размножуваат преку јајца, преминуваат во нимфа, во ларва па во нимфа, за на крајот да добие таква возрастна форма, се живеат на ливчиња, на гранчиња, се дотогаш додека не почувствуваат глад, тогаш се спуштаат на земјата и најчесто паѓаат на некој паразит. Паразитите најчесто се глодари. Глодарите се сериозни носители на лајмската болест. Знаат да пренесат и други бактериски и вирусни заболувања, меѓутоа не се толку сериозни. Значи ќе поминат. Меѓутоа, она од што ние се плашиме, тоа е лајмската болест или уште позната како борелиоза, затоа што е едно хронично заболување кое што на крај може да заврши со сериозни последици. Смртта е многу ретка, меѓутоа последиците и те како знаат да бидат присутни. Ова што ме прашавте, како да знаеме? И тоа е она што сакам да го потенцирам во оваа програма, во оваа емисија. Значи, кога крлежот ќе падне на нашето тело, тој е многу итар. Значи, првите 24 часа истражува. Бара место кое што е идеално за него. Тоа значи како достапно, прибежиште. да биде достапно до крвни садови, да биде тенка кожата, со цел да може да ги впушти своите рилки. Во моментот кога ќе ги спушти рилките, испушта анестезична и аналгезична субстанца, меѓутоа и хемолитична субстанца. Да не можеме да почувствуваме? Точно, да не го почувствуваме, за да не го фатиме, за да не го турниме, за тој да се оствари својата цел. Антикоагулантната субстанца има за цел да му ја прави крвта поразредена, за да може да се храни интензивно. И сега, бидејќи не чувствуваме, но ако видиме, проблемот е ако сакаме да го турниме, ако сакаме да го стегниме, тогаш правиме проблем. Или ако погрешка го... Или погрешка. Зошто? Затоа што кога вие го допирате крлежот, тој исплукува уште повеќе од неговата утроба, односно од неговиот желудник и знаат тука да бидат присутни сите овие. Дали ќе биде тоа паразит, како мислам, дали ќе биде спирохета борелија или ќе биде некој друг вирус или бактерија. Затоа убаво е да се детектира пред време. И се закачува, стои тука може би до 2, до 3, дури до 2 недели, знае некогаш да стои и кога ќе се чувствува сит, тој ги повлекува своите рилки и отпаѓа. Меѓутоа, кога ќе отпадне, започнува процес доколку крлежот бил инфициран. Што се случува? Прво се појавува една еритематозна папула, во превод тоа значи една црвена дамка, која што навидум кога ќе видиме викаме па ништо нема. Ова ќе се среди за ден-два, ќе мине, нема болка, не мечеша, ништо не ми е, ако веќе отпаднал крлежот. Но гледаме дека наредните денови таа папула почнува да се шири. Не само што се шири, туку прави една многу типична промена, која што е во вид на прстен.
прстенот е испакнат, а во средишниот дел веќе ја враќа бојата и е атрофиран со жолтеникасто белузлава боја и тој прстен гледате дека секој нареден ден станува се поголем. И тој се вика еден мигрирачки еритематозен прстен. И кога ќе дојде да ви каже, абе ми беше како точка, ама сега гледам ми се шири како прстен, значи тогаш одма се уклучува алармот. Еве и совет до сите ваши гледачи дека тогаш задолжително мора да се јават на лекар. Што ние некојаш ќе речеме дека како ќе препознаеме ние дека е лајмска болест? Ние претпоставуваме. Меѓутоа, може серолошки да се испита. Што тоа значи? Се зема крв и во акутната фаза имаме зголемување на нивото на имуноглобулин М, кој што е типичен за борелиозата, а после тоа веќе може да премини во хроницитет. Ако не се јави пациентот во оваа фаза, тогаш настануваат посериозни последици. Бидејќи борелиозата има и втори, трет стадиум. Тогаш во тој момент ризикот е голем да се шири самото заболување. Тоа веќе ќе се шири. Ако вие не превенирате, дефинитивно ќе се шири. Чим се појавил тој еритематозен прстен, значи болеста решила да се шири. И тука нема назад враќање. Да, многу интересно дека доктор Маргарита, многу луѓе кои што заболеле од лајмската болест знаат да ги даваат советите дека нус појави знаат да се случат, па посебна исхрана, посебни активности. И те како. Практично живеете со болеста. И те како. Еден подолг сега период. доколку во првиот стадиум добро се открие, тогаш викаме дека окей, супер е, добро реагира антибиотска терапија од група на пеницилини, тетрациклини, малце подолг временски период, се санира и немаме последици. Но ако го занемариме тоа, тогаш сме направиле проблем, веќе вториот стадиум оди со една побурна симптоматологија, покачување на телесната температура, имитира грип, се појавуваат проблеми со срцето, малце аритмија, се појавува проблем како реуматски заболувања по телото, па дури може да биде зафатен и мозокот, со еден атипичен изип по целото тело, тогаш веќе малце сме закаснати. Добро што го споминавте, извини Иванче, беше кажав пред малку дека како мал точно велите ги бираат местата, се сеќавам дека играјки со куча, бидејќи во тој период бев постојано, се сеќавам во еден камп. Кога дојдов дома, мојата мајка мислеше дека е брадавица и точно зад ушето беше тоа. Бев можеби прво или второ дали, и мојата покојна баба, тогаш нели со посебен домашен третман го осредни за да нели главичката на крлежот не остане. Меѓутоа толку време беше домакин на мене што мислевме дека е само една брадавичка. Ова ме потсети исто на еден пациент, имаше крлеж во торакалната регија и иди целиот преплашен, вика докторке, јас имам меланом и овој меланом секој ден расти. Мислејќи дека некаква брадавица, дека не го имав, го приметив пред неколку дена и тој секој ден интензивно расти. Но ние за среќа имаме една многу убава дерматолошка алатка, тоа е дермоскопо, направа која што не служи за многу заболувања, но под дермоскоп толку убаво се гледа крлежот со сите негови елементи. И што е битно кога го вадиме, ова што кажа и Марко, дека имаше порано и во учебниците дури е присутно, кога имате крлеж, вика земете памук, натопете со бензин, гази, алкохол и што е, ставете и задушете го. Меѓутоа, денес не се практикува тоа, зошто? Оти кога ќе ставите таква материја, предизвикувате нагон за повраќање кај крлежот. И тој ја истура целата содржина. Да, и затоа се избегнува. Најубаво е ако тоа се прави со пинцета, пинцетата убаво да се зарие во кожата, со цел да можат да се фатат пипките и да се отстрани. Но повторно, дерматолошката алатка, дермоскоп, ако видиме дека нешто останува, тогаш правиме мала инцизија, го отстрануваме и тоа е тоа. Воспротивно, ако не го направиме тоа, истото се случува, се репродуцира повторно. Да, дали доколку направиме таков домашен третман и сметаме дека сами треба да го отстраниме, може да се случи некоја нели останување на некој од како ги велиме ние нодињата, ролтињата, и да настане дополнителна инфекција. Видете, има две опции. Или некој кој што и не знае дека го отстранил, на пример. Две опции. Едната опција, ако ви е добра имуната структура, тоа се вика само ампутација. Што значи тоа? Тоа значи дека самиот организам ќе го исфрли. Меѓутоа, ако малце да речам сте така поимунолабилни, тогаш ќе направи гранулом како што зборував и за игличката од пчелката и од осата. И сега за крај само третманот во смисла на некога зборуваме да дојде до до оној симптом кој што покажува на лајмската болест, туку кога го имаме крлежот и откако ќе се отстрани успешно, дали или треба некаков понатамошен третман, дали е тоа некакво премачкување, дали е тоа само дезинфекција на местото? Луѓето многу подобро реагираат, доктор Маргарита, на третманот
за лишманиот колку нели за жалка и животните? Многу добро реагираат. Да? Вистина, добро реагираат во првата фаза. Значи, јас не знам, досега не сум сретнала пациент кој што е јавен во прва фаза и кој што понатаму прогредирала болеста. Значи, терапијата е извонредна, не се шири понатаму болеста. Само кај запуштени случаеви, оние кои што не се јавиле на лекар, може да настане таа трета фаза која што оди со атрофија. Дури ако имаме убот на крлеш на долен екстремитет или на горен, дури настанува атрофија на цел екстремитет, веќе оди тоа во инвалидитет, да речеме. Парализа прва? Па атрофија се суши кожата, подкожното ткиво со еден нагласен васкуларен цртеж тука и не е баш тоа така едноставно. Сепак е доза на инвалидитет кај пациентите. Јас само сакам уште, бидејќи тоа е многу често во мојата ординација, доколку дозволува времето. Да, може. Значи, за комарците да кажам, знаете сега, скоро голем дел од популацијата имате домашни миленици и тие многу често имаат лаишманијата. Значи, еве само како едно ослободување на сите собственици на тие миленици. Значи, што се случува? Лаишманија е типична болест за кучето и за другите животинчиња. Имаме различни видови лаишмании. Лаишманија доновани бразилиенсис, кои што не се присутни во нашата земја. Кај нас е присутна лаишманија тропика и често пати што се случува, идат пациентите и ме прашуваат дали ако моето куче има лаишманија и јас ќе добијам лаишманија. Веројатноста да добие газдата лаишманија е многу мала, зашто мора да имате вектор, комарец кој што ќе го убоди животното, па после истиот комарец да ви убоди вас. Но тоа е кожна лаишманија и најчесто не е страшна, најчесто оди само со локална промена, значи некој фурункул, раничка на местото, крустичка, да, заздравува со сериозен цикатрикс или лузна, но она што е битно дека не е живото загрозувачка или нешто сериозно опасна по животот на пациентот. Дадовме доста совети. Вистина уживавме со вас и разговор. Ви благодарам. Одличен соговорник и стручен соговорник и доктор кој што верувам дека во оваа сезона или на почетокот во текот на пролета и кога сакаме да шетаме, ќе бидеме во допир со голем број инсекти, да знаеме на кој начин да препознаеме, да се заштитиме, а доколку ни треба третман да знаеме и на кој начин тоа да го направиме, поточно да се обратиме на стручно лице. Ви благодариме за гостувањето. Ќе се видиме повторно и за меланомот на кожа која ќе превенили кога ќе се крива свеста, беше ова и одлично ваше излагање. Ви благодарам. Ми беше пријатно и удобно тука. Баш ни е драго. Се најдобро. Баш ни е драго.